навистина ме чуди како министар кој што барем овие денови нонстоп слуша за овој предмет, како во моментов не можете да ни соопштите која клиника има подпишано договор веќе. Не се да знаеме која од тие клиники почнато и кога е тој договор подпишан. Затоа што тие договори се подпишувани кога се менувала собственоста на фирмата. Она што исто така се надевав дека ќе го чујам, бидејќи за тоа не треба документи, е како министерот објаснува дека за помал тендер се барало поголем обрт на фирмите кои што мора да учествуваат. Како за помал тендер се барале други услови кои што во тендерот за Висарис МКД не постојат. Услови колку вработени да има, што, каква стручна спрема да имаат, кои све формални услови треба да ги задоволуваат за да учествуваат на тендерот. Затоа што проблемот очигледно со овој тендер или обидот да се влијае кој ќе биде избран почнало пред време. Не тогаш. Сега, меѓутоа би сакала за нешто мислам да одговорам на некои од прашањата, затоа што мислам дека овие работи што ги чувме треба уште повеќе да не загрижат. Ќе почнам. Значи, за намери не сакаме ние министер да дискутираме. Немаме ние, за разлика од ВМРО ДПМН, кој знае да каже какви се нашите злосторнички намери и што е во нашиот ум, ние не можеме да влеземе. Ниту да ја измериме вашата намера, ниту ја дискутираме. Меѓутоа, документите зборуваат многу јасно. И затоа, навистина замерам кога ќе кажете дека некој од нас манипулира. Значи, еден збор не кажавме без да има документ. Една запирка не додадовме во документите. Зборуваме тоа што го имаме и тоа што може целата јавност да го прочита. И тоа како сакате да го вртите, тоа не е манипулација. Тоа е обелоденување на вториот тип, апгрейдуваниот тип на корупција кај медиумите. Она што вие неколку пати го спомнувате, мислам дека е клучниот проблем. Велите, има меѓународен тендер, неколку пати се намалуваше цената, други компании реномирани се учествуваа. Јас си го поставувам прашањето, ако Шимацу е толку реномирана компанија, на која нели се плашите да ја побарате собственички во ред состав, да? Како е возможно само во Македонија, на еден тендер кој вие велите дека е законски, не е договорен и не е организиран, таа реномирана светска компанија да ја тепа една компанија формирана вчера, која не знам дали нешто воопшто има продадено во Македонија. Шоке ми се реномирани компании ако губат од компаниите на Ивона Талевска. Губат. Сега. И господине министре, тука е клучниот проблем. Јас неколку пати го споменувам тоа тема за вакцините, ама исто и во медицината. Спорам политички и морал и етички со тезата дека кога вие распишувате тендер за пиар, не ја барате најниската цена, ја барате најдобрата понуда. И плаќате и поскапи цени и вие како министри и владата во која што учествувате. Ама кога набавувате вакцина за нашите деца, тогаш барате најниска цена. Кога набавувате рентген снимки, набавувате најниска цена. И би ве прашала дали, ако купувате кола за себе, и дали ќе си распишете некој интерен тендер, незаконски, и ќе отидете во еден дуќан, и ќе ви понудат фичо за 10.000 евра, и ќе отидете во другиот од 10 години старо, и ќе отидете во другиот дуќан и таму ќе добиете кола, некоја средна класа за 15.000 евра, али нова, пристојна, фина, дали ќе се вратите назад да го купите фичото за 10.000 евра? Ама тоа се разбира дека ќе излезе можеби повеќе на виделина, не само со овој тендер. Значи, кога ќе ми кажете дека за здравието велите најниската цена е најдобра, а за вашиот пиар велите не квалитет барам, а цената не ми е битна, тоа е неетички. И тоа е неморално. Затоа што тој пиар и важноста која што му ја давате се чита низ целиот овој тендер. Се чита. Затоа што кога ќе кажете дека корупција не е корупција затоа што не сте му дале на свој роднина, јас сакам да ве прашам колку ви чини на вас како влада еден владин мандат. Не е ефтино. Колку ви чини министерскиот мандат? Вие со ваква корупција на омилени уредници си добивате славење, дигање во небеса, сатанизирање на опонентите. Тоа е системска корупција. Фима медија, се сеќавате на таа афера. Следите што се случува со аферите околу пиар агенции и телевизии во Србија. Нема бегање од тоа. И ова е истата форма. Те сум во фирмата, те ќе излезам од фирмата.
Ама милионот евра останува на сметка на Талевска. А тие милион евра не се ваши, не се мои фирми. Не се ни ваши пари. Затоа, знаете како, вие велите зошто боли, многу боли за себе. Ама не се снебивате другите да ги напаѓате. Не се снебивате за други работи паушално на напаѓате. Ама дајте да не зборуваме ни за емоции, ни за намери, ни за чувства, ако документите зборуваат многу погласно од нив. Јас сум шокирана кога ќе ми кажете дека сте правеле наводно детална анализа пред тендерот. Ја мислам дека е тоа нормално. Пред тендер набавувате работи, правите детална анализа што ни треба и колку. А после велите вака: се јавивме во болницата во 8 септември и тие ни кажаа дека имаат веќе дигитален рентген. Па зар Министерството за здравство кое правело детална анализа не знае дека во 8 септември има дигитален рентген? Значи, не. Сега, еве изјавата. Значи, ако веќе се знаело за каде требаат опремата, зошто до сега тендерот е веќе одлучен пред повеќе од 6 месеци? Зошто до сега не знаеме која клиника колку опрема има? Не. Ама не. Вие велите не знаете ни која клиника има договор подпишан. Добро, кажете, јас чекав да слушам. Ова е тендер, сега ја не би се уфрлав, се ве молам и вие да не се уфрлате. Значи, недела дена за тоа се дискутира, излегуваат информации дека клиниката за радиологија тврди дека не склучила договор со никого. А еве го, еве фактурата. Значи, ве молам, документи покажувам. Нема манипулација со документи. Нема манипулација. Немојте вие да манипулирате со многу чувства. Фактот дека до ден денеска не објавивте тендерската документација зборува дека нешто сте знаеле. И апсолутно е сеедно дали вие сте ја донела одлуката дека Ивона Талевска заслужила милион евра. Јас лично мислам дека телефонот проработил. И прашања не се поставуваат за кого се врши работата. Се врши работата за фирма која што е формирана претходно за да направи еден тендер. Тоа е работата. И сега, клиниката за радиологија веќе добива опрема. Ова значи дека опремата веќе стига. А клиниката за радиологија вели збунето и исплашено: не сме склучиле договор со нив. Хаос е, господине министре. А хаос е само заради тоа што малку ја покренавме водата. И сега тешко е од таласите да се заштитат сите кои што биле вмешани. Молкот и на Ивона Талевска, и на собствениците на фирмата доволно говори. Факт е дека ова нема врска со медицина. Факт е дека медицината и потребите за кои се согласуваме се злоупотребија за да некој заработи пари. Ама не е само Ивона Талевска таа што заработи пари. Ивона Талевска заработува пари, а вие печалите политички поени. Премиерот печали да се појави во Сител секогаш, кога сака, без прашања непријатни. Сте го чуле премиерот или вие сте добиле некогаш непријатно прашање од Ивона Талевска? Каде е тука конфликтот на интереси? Сте добиле некогаш критика од оваа уредничка? Па да поверуваме дека нема никакви врски, нема проблем, нема ургенции. Фирма преку ноќ се појавува и добива тендер, наводно на аукција, каде што реномирана светска фирма учествува. Сакате да поверуваме дека туку така тоа се случило и баш таа е фирмата во која била, па не била, па се вратила омилената уредничка на власт. Не бива. И јавноста затоа толку се вознемирува, не заради вас, туку заради тоа што она што на сите им беше јасно, дека толкава послушност и поданички однос не се купува со плата, туку се купува со многу милиони. Тоа ја возбуди јавноста. И вие сте свесни дека овој скандал навистина избега од раце. Вие сметате дека ако не се појавува скандалот на Сител, на Канал 5 и на МТВ, мртов е. Не е мртов. Затоа што луѓето гледаат и чувствуваат кога нешто не штима. И тогаш митовите за честност на ВМРО ДПМН се рушат. Митовите дека медиумите ве поддржуваат заради тоа што добро работите, мртви. Милион евра за само еден човек во медиумскиот бизнис кој треба да вика дека владата е најдобра. Ама милионите евра не се ваши. Не се ни на ВМРО ДПМН, не се ни на Никола Груевски, не се ни на мајка му на Никола Груевски. На граѓаните се.
Многу лесно ги трошите туѓите пари. Благодарам.